Следните минути се посветени за нашата утринска тема. За оние кои што не следат од почеток, веќе знаат, односно најавив дека ќе зборуваме и ќе посветиме оваа тема на едно сериозно заболување. Зборуваме за срцевата слабост, но она на што ќе го ставиме акцентот е како да се има квалитетен живот и покрај сериозноста на заболувањето. Избрана е оваа тема со оглед на тоа што првата половина на мај од страна на Европското здружение за срцева слабост се одбележуваат деновите кои што се посветени за подигнување на свеста за ова заболување. Затоа сметавме дека треба да посветиме околу 20 минути да позборуваме и малку за ова, да се едуцираме, да се информираме, да знаеме што точно представува, како можеби и треба да се распознаат симптомите, кога е време за консултација со доктор во однос на диагностика, третман и лекување и оно што е најважно, а тоа е и се разбира превенцијата. Но оваа тема во продолжение зборувам со мојата гостинка во студиото, а тоа е професор доктор Силвана Јованова, која што е кардиолог консултант од Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Добро утро и добро дојдовте во нашата студија. Добро утро, добре најдов и благодарам за поканата. Имаме можност да ги одбележиме на еден ваков ден и на еден ваков начин, поточно овие денови на подигнување на свеста за срцевата слабост како едно заболување со кое што веројатно се живее и може да се обезбеди еден квалитетен начин на живот, но треба да се знае апсолутно како и веројатно треба да се диагностицира навремено. Да. Па од тука е добро да започнеме со самото значење или да речеме што точно представува срцевата слабост. Срцевата слабост представува недостаточност на срцето да испумпува доволно количина на крв за да ги задоволи потребите на организмот, значи за одвивање на нормален метаболизам на ткивата и на другите органи. Треба да напоменам дека срцевата слабост не е точно не е патолошка болест или патолошко заболување или ентитет, него дека тоа е еден комплексен клинички синдром кој што обединува типични симптоми, типични знаци и мора да се објективизира, односно да се идентификува постоење на заболување на срцето, односно некое структурно или пак функционално нарушување кое што спречува срцевиот мускул да испумпува потребна количина на крв во циркулација за задоволување на метаболните потреби на организмот. Најчесто постојат причини кои што се набројуваат или се истакнуваат како би дошло до одредена срцева слабост. По кои се најчестите причини заради кои што се случува ова и се разбира дали во нив и може да се спомене генетската предиспозиција, дали тоа се случува од раѓање или се стекнува како причина во текот на животот или начинот на живот? Како што напоменав во воведот, значи срцевата слабост не е болест, тоа е синдром и повеќе различни кардиоваскуларни заболувања во својата прогресија, значи, може да доведат на крај до развој на срцева слабост. Најчести причини за срцева слабост, зборувам овде кај нас, значи тоа е коронарната артеријска болест или стеснување на срцевите артерии, артериите кои што го исхрануваат срцевиот мускул и поради тоа страда мускулот, ослабнува и на крај резултира со симптоми и знаци кои што ја карактеризираат и дефинираат срцевата слабост. Друга честа причина кај нас за срцева слабост тоа е хипертензијата или покачениот крвен притисок. Што е една честа состојба. Честа состојба со оглед на тоа дали малку се однесуваме така ноншалантно кон оваа состојба, па реагираме дури кога имаме потешкоти како главоболки, недостиг на здив, малаксалост, градни болки. Значи, навреме не се констатира постоењето на покачениот крвен притисок, веќе кога ќе се јават симптоми, тогаш се веќе настанати оштетувања на целни органи. И од друга страна, може би и недоволното лекување на хипертензијата, кај нас сме нација, во се сомневаме, не сме многу дисциплинирани, па така и препишаната терапија антихипертензивна од лекар, значи не ја земаме редовно.
Овие причини кои што доведуваат до срцевата слабост, всушност имаат и своји причини како настануваат пак тие состојби. Да. Иако ние зборуваме и се задржуваме се разбира на срцевата слабост, сепак овие состојби кои што ги споминавте или дијагнози се доста чести кај нас и тоа го кажавте. Па верувам дека е добро и тука да навлеземе во коронарното заболување, поточно нели она кое што се случува и е како причина за срцевата слабост, како и хипертензијата која што е апсолутно честа, што е она кое што нив ги предизвикува, а е поврзано со начинот на живот. Ние знаеме дека тука апсолутно влијание има и храната, има физичката активност. Ние подоцна во однос на превенцијата ќе зборуваме за тоа, но во овој дел на овие причини како всушност се доведуваме во таква состојба повторно од веројатно неодговорно однесување кон себе си, кон сопственото здравје. Точно така. Значи, за коронарната артеријска болест и артериската хипертензија, значи, одговорни постоењето на предиспозиција, да кажеме, или е постоењето на значајни кардиоваскуларни ризик фактори. Значи, постојат главни ризик фактори, чие што постоење или практикување од страна на индивидуата е силно поврзано со развој на коронарна артеријска болест или хипертензија во иднина. Ние тоа го викаме кардиоваскуларен ризик, а тоа е можноста кај една индивидуа во наредните 10 години да дојде до појава на фатално кардиоваскуларно заболување. Значи, па и од тука на секој здравствено одговорен систем и сериозен, значи превенцијата на кардиоваскуларните ризик фактори и нивната рана идентификација додека не настанале нели значајни промени и не дошло до развој на кардиоваскуларна болест, треба да ги идентификуваме навреме, да ги елиминираме ако се елиминирачки, да ги контролираме или пак да ги модифицираме со соодветна терапија или други мерки. За да ги идентификуваме навреме, треба да знаеме кои се симптомите кои што се појавуваат, при тоа да не ги игнорираме, што најчесто и тоа може да се случи и потоа да состојбата зазема малку поголеми размери. Добро е да се знаат симптомите кои што алармираат и кога е време да се посети доктор, поточно или да се консултира доктор и да се утврди дали постои некаков проблем или не. На временото препознавање или да речеме одредување на точната дијагноза, велате половина од самиот третман и од лекувањето. Како за срцевата слабост, која што доаѓа како последица од овие заболувања кои што и состојби кои што ги споминавме, па така и за истите. Па и во склоп на тоа може да кажеме кои се симптомите кои што се појавуваат, а веројатно се слични кога зборуваме за хипертензијата, па и за коронарното заболување. Симптомите, она што е карактеристика на коронарна артеријска болест, тоа е градна болка, значи стегање во градите, која што има неколку типични карактеристики, тоа е интензитет, квалитет, односно ширење на болката, услови, околности при која што се јавува градната болка. На почеток, најчесто станува збор за стабилна една ангина пекторис, болката се јавува при физичка активност, додека во мирување протокот низ коронарните артерии за задоволување на метаболните потреби на срцевиот мускул се сосема доволни и пациентот се чувствува комфорно. Веќе ако пациентот има јака градна болка, која што трае повеќе од 20 на минути, пратена е со омалаксување, отежнато дишење, една прострација, значи, тогаш веќе треба да се посомневаме дека станува збор за посериозна изразеност на коронарната артеријска болест, а тоа се вика акутен коронарен синдром или ОАК, кај народот миокарден инфаркт. Една животозагрозувачка ургентна состојба за која што нели треба што побрзо пациентот да биде стациониран, односно примен во болница и болнички лекуван. Кога ќе се диагностицира, да речеме, срцевата слабост, ако кај пациентот е констатирана состојбата како хипертензија или висок крвен притисок, нешто што е
историја во однос на неговото лекување, без разлика кога и како било диагностицирано. Оно кој што сакам да го прашаме, дали и на временото диагностицирање или забележување на висок крвен притисок, кој што потоа е медикаментозно третиран, и во однос на коронарното заболување кое што го споменавме како причина, дали посекако завршува со срцева слабост или ако се детектира навремено и се забележат токму причинителите, тоа може да се спречи или да се превенира. Значи, овака, едно поврзување на сите овие прашања, значи, ние викаме од ризик фактори до срцева слабост. Значи, преку појава на кардиоваскуларно заболување. Значи, се почнува од ризик факторите. И тука треба да бидеме најригорозни и најактивни во намалување на кардиоваскуларниот ризик. А тоа значи намалување на прекин на пушење, регулирање на притисокот, регулирање на диабетот или покачената гликемија, регулирање на мастите и одржување на нормална телесна тежина, како и практикување на здрави навики на исхрана и соодветна физичка активност. Тоа е она што можеме да го направиме во превенцијата. Ако веќе нешто е пропуштено во тој стадиум и веќе дошло до појава на срцево заболување, кардиоваскуларно, како што е, рековме, коронарната болест, артериската хипертензија, појава на срцеви аритми, исто и тие се поврзани со срцева слабост. Тука треба да, што порано да се открие постоењето на болеста, значи да се идентификува, точно да се одреди степенот на изразеност на заболувањето и да се започне соодветен третман за лекување на даденото заболување. Во исто време, нели, покрај тоа што го лекуваме заболувањето, мора и обавезно е да ги третираме сите ризик фактори кои што постојат кај дадената индивидуа. Значи, колку побрзо се започне со лекување, толку кај некој и комплетно се спречува прогресијата на заболувањето или пак се успорува текот кон срцева слабост. Доктор Силвана, добро знаеме колку е важно да се подигнува свеста на оваа тема или по повод овие прашања. Исто така факт е дека кардиоваскуларните болести се меѓу првите на листата на болести во светот или глобално, кој што има навистина голема бројка и таа бројка се зголемува. Но не само што се зголемува бројката, туку и се намалува возрастната граница и сето тоа повторно се однесува на ризик факторите кои што ги споменавте. Од вашето долгогодишно искуство, од статистиките кои што ви се познати, која е возрастната граница кога се забележуваат ваквите состојби или кога почнуваат ваквите здравствени предизвици, доколку имаме повеќе од 3 ризик фактори? Границата во однос на тоа е се помала. Така што имаме и млади пациенти во третата деценија, четвртата деценија од нивниот живот, кои што се активни и тоа е она работоспособно население, кај кои што се присутни повеќе ризик фактори, како пушење, пиење во поголема количина на алкохол, потоа појава на хипертензија, непрактикување на физичка активност, која што понатаму доведува до порано јавување на хипертензија, а со тоа е зголемениот ризик за да се развие некоја кардиоваскуларна болест понатаму во животот. Кога почнував јас медицина и кардиологија, просечната возраст на пациенти со миокарден инфаркт беше некаде на околу 65-66 години. Веќе 3 децении после тоа, значи границата е многу смалена, така што некаде не околу 50-та година просечната возраст за појава на миокарден инфаркт, што не е малку кога станува збор за нашата популација. И тоа кажува на важноста од како примерна превенција, така и секундарна превенција на кардиоваскуларните заболувања. И тоа е еден аларм, дека навистина и треба да се зборува и треба да се подигнува свеста и да бидеме малку по свесни што е она кое што треба да се практикува во однос на превенција.
Кога зборуваме за срцевата слабост, откако ќе биде диагностицирана или констатирана, дали станува збор за хронично заболување кое што едноставно треба да живееме до крајот на животот со одреден третман или терапија, или пак е излечива и се разбира во однос на терапијата кога и веќе ќе се диагностицира што е она кое што се применува. Овака, најнапред би ги кажала основните симптоми кои што се сигнал за, ако ги чувствува една индивидуа, да побара лекарска помош. Тоа е појава на замор, малаксалост, отежнат здив, значи недостиг на воздух, особено сува кашлица, особено ако е отежнато дишењето, кога навечер пациентот е во легната положба и има потреба да стане или да отвори прозор за да се чувствува поудобно. Значи, тоа се појава на отоци на стопалата, на подколениците. Значи, тоа се симптоми и знаци кои што веќе укажуваат за срцева слабост, се доста и веројатно се поврзани со срцевата слабост. Посебно ако пациентот пред 2-3 месеци бил доста активен физички, значи и во добра кондиција и одеднаш гледа намалување или лимитираност во неговата функционална способност или во физичка кондиција, веќе многу сугерира дека станува збор за некој срцев проблем или срцева слабост и треба да побара лекарска помош за да се дефинитивно потврди причината за срцевата слабост, дали станува збор за срцева слабост и со дополнителни испитувања да се утврди причината за срцевата слабост. Постојат методи кои што ни се на располагање, значи, за дефинитивна дијагноза на срцевата слабост, покрај симптомите и знаците на пациентот и соодветни лабораториски анализи, како и прегледот од страна на лекар, одредувањето на кардиоваскуларниот ризик е исто така многу важен момент за да се уточни дијагнозата за срцева слабост. Кај пациентот се прават дополнителни испитувања, дијагностички, најмочна алатка дијагностичка и метод на избор, тоа е ехокардиографијата, која што е достапна кај нас, значи во повеќето и ординации здравствени домови, така што потребна пациентот значи да се упати на ехокардиографија за да се дефинитивно потврди дијагнозата, односно да се објективизира постоењето на срцевата слабост. Прашавте во однос на терапијата. Некаден крај на 80-тите години пациентите со срцева слабост се лекуваа само со лекови за мокрење, значи и дигитализ. Тоа беше таа терапија. После тоа настана на вистина револуција во фармаколошката терапија кога станува збор за срцевата слабост, така што денес имаме моćно оружје фармаколошко за лекување на срцевата слабост, односно за одржување на една стабилна состојба, компензирана, за да пациентот се намали како морталитетот, односно смртноста од срцевата слабост, исто така да се намали и онеспособеноста, односно инвалидизираноста или смалениот квалитет, да се подобри квалитетот на живот кај овие пациенти. Значи имаме, тоа се не би навлегувала сега повеќе во формулите фармаколошки, значи имаме 4 столба на терапии, тоа е спрема најновите препораки од нашето Европско здружение за срцева слабост. Сите терапии кои што се даваат на пациентите, сите терапии се присутни и кај нас и ние што сме инволвирани по третман, дијагноза и третман на овие пациенти, го спроведуваме третманот согласно овие најнови препораки. Иако логично би можеле да претпоставиме кои би биле последиците доколку нема навремена дијагноза, доколку нема навремена посета на доктори,
се разбира доколку нема навременна терапија. Сепак би било добро да го споменеме и тоа како составен дел од нашиот разговор, што се може да биде последица, дали може и фаталниот исход да се случи, доколку тоа се пролонгира, се игнорира, се занемарува и се разбира не се земаат соодветните лекови. Секако, срцевата слабост е врзана со висок морталитет. Некаде околу 50% од пациентите умираат после 5 години од поставување на диагнозата. Самото тоа кажува каква е важноста на диагнозата и редовната терапија на срцева слабост. Значи, колку порано се диагностицира и започне со третман, толку и преживувањето е подолго и толку е подобар квалитетот на живот. Можам да кажам само некаде во светска популација околу 2% од населението има срцева слабост и инциденцијата овдека и нас во Европа, преваленцата некаде е околу 2% во општата популација и таа се зголемува со зголемување на возраста на пациентите. За секоја, да речеме, состојба или заболување, за симптомите кои што се појавуваат, најчесто постојат и несоодветни извори или митови кои некако можат да ни ја заматат сликата, не на докторите, но на пациентите или на луѓето кои што можеби знаат да прогуглаат за тоа што е тоа што се случува или одреден симптом кој што го чувствуваат. Тоа не треба да се прави, велиме, конкретниот извор е се разбира докторот, но постојат ли митови кога зборуваме за срцевата слабост или нешто што може да ја да речеме да не направиме добра проценка за она што го чувствуваме? Па точно така, секогаш треба да се мисли на оваа состојба. Она што можеби често пати, нели, ние сме така пононшалантни и комотни кога станува збор за некои симптоми кои што се врзани со срцевата слабост, така што имаме пациенти кои што некогаш појава на поинтензивен замор го припишуваат на неистренираност, уседеност, бев настинат, имав настинка, па сега сум во фаза на реконвалесценција и така. Или уморен сум. Кога заморот е невообичаен? Во однос на времетраење или... Па, тоа е степенот на физичко оптоварување кој што може да го толерира еден пациент. Јас имам скрининг, да кажам, каква е кондицијата, најчесто зависи од возраста на пациентот, сега нормално за млад човек, прилика викам колку ката степеници може да искачите. Да. Значи, тоа некако ми е мерило за физичката активност и задоволително ниво на физичка кондиција. Например, можете ли 2 спрата, ако каже да во еден акт, веќе и да има срцева слабост, значи тоа е од полесен степен е ограниченоста на пациентот. Исто така, ако примети отоци на пациентите, често пати ќе речат од седење, од што ми висеа нозете, бев повеќе сати во авион или во кола, возев, така што може да се занемари, да се пропушти тој како симптом или нададов тежина, па од тоа така се чувствувам немочно. Значи, има повеќе моменти кои што може да ја замаскираат сликата и да го одложат времето на јавување на лекар, односно барање на лекарска помош. Верувам, доктор, ќе се согласите, загрижува фактот што младите генерации или да речам децата и од статистиките и од истражувањата и од оно што и последно стигнува како информација е дека нели се соочуваме со голема бројка на обезни дечиња, кои што и не само што квалитетната храна е изоставена или начинот на исхрана, туку и седечката положба, која што се повеќе зема замба во последно време, не само во училишните клупи, него и надворот. Тоа помалку игра надвор, помалку физички активности, не генерализираме, но за жал бројките си го кажуваат своето и тоа исто така предизвикува да дури и во детската возраст или како нели поминува текот на животот да се натоложуваат овие ризик фактори кои што понатаму ја намалуваат возрастната граница за која што зборувавме. Потоа како универзитетска клиника, вие како кардиолог, вашите колеги сте превземали нешто што апсолутно и директно ќе влијае на младите генерации, не само во однос на едукација или некаква превенција, нешто што кампањите си постојат, кај некого стигнува пораката, кај некого не, но сериозен еден зафат во поглед на тоа како и на кој начин младите генерации да израцнат, да бидат здрави, да ги немаат овие ризик фактори. Па, точно е. Обезноста е
значаен јавноздравствен проблем. Мислам, не само кај нас. 1 билион луѓе во светот се обезни. Од децата 1/3 се обезни. Значи, тоа е алармантна бројка, која што треба сите да не загрижат. Обезноста е покрај тоа како сам ризик фактор, таа доведува и до појава на другите ризик фактори, како што се хипертензија, покачените масти, потоа доведува и до други заболувања во кои што не навлекнувам, со малигномија, почесто поврзана со болести на белите дробови и други заболувања на гастроинтестиналниот систем. Значи, еден проблем на кој што треба да му се пристапи малку пошироко, не само од здравствен аспект и ние здравствените работници. Ние се повеќе се очуваме со болни луѓе, нели? Затоа се потребни овакви кампањи, значи ангажман секако на медиумите, како телевизиите, така и радиото, пишаните документи во секоја прилика и да се води една поголема кампања и таа да биде организирана од страна на оние што ги викаме, нели, што ги прават законите и регулативите здравствени. Значи, мора да се има план државен, сеопфатен за борба со обезноста и после тоа тој да се на различни нивоа да се спроведува и да се контролира, односно мониторира. Стигнавме веќе до крајот на нашиот разговор, само пред крај, еве бидејќи се уште сме во утрото или во предплането, зависи кој кога му почнува нели денот, а најчесто денот ни почнува со кафето. Прашањето за кафето, за количината, за колку кафења во текот на денот треба да испиеме, веројатно е често прашање упатено кон вас. Па еве, што е она кое што е, да речеме, мерка во текот на денот, колку кафе треба да се пие, дали треба да се пие и како кафето ни влијае во однос на секојдневието и на здравието? За крај доста интересно прашање. Значи, јас денот го започнувам со кафе и така, она што препорачуваме ние, да не биде повеќе од 2 до 3 кафиња во тек на денот, посебно на нашите болни, овие со кардиоваскуларни заболувања, посебно пациентите со срцева слабост, кои ќе го постават тоа прашање и викаме до 2 кафиња, али да не бидат многу концентрирани, јаки, како што е Нескафе, еспресо или све, макијато, капучино со млеко, а инаку во однос на кафето, морам да цитирам некои мисли кои што беа објавени на еден кафич во шармантната Братислава, каде што пишуваше: кафето не е дрога, тоа е витамин и е најважен оброк во тек на денот. Не е оправдание, не е алиби за оние што консумираат доста кафе. Често пати ни треба да се тонизираме, нели, некогаш, а и тука е социјалниот момент. Така е. И уште една мисла, реков, не на амнестира и не треба да биде, дека позади секој успешен човек стои значајна количина на кафе. Да, мислам. Така. Како шега. Така, како шега се разбира дека умереноста како за се друго, така и за кафето важи и секој според своите желби, но се разбира треба да се почитуваат овие препораки, да уживаме можеби во едното од најчестите или најдобрите мали сладки задоволства или ритуали како што е кафето, но сепак да внимаваме на своето здравје и ова добре дојде од кардиолог се разбира, но и за сите оние љубители на кафе веројатно ќе им се допадне и ќе се согласат со тоа дека е витамин, особено наутро. Благодарам многу за вашето време и за можноста да учествуваме во подигнувањето на свеста за срцевата слабост и за сите други кардиоваскуларни болести кои што можат да бидат причинител да се доведе. Ви благодарам за поканата уште еднаш и можноста да зборуваме за овој проблем.